Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Во Окочани се одржа јавна расправа по изготвената студија за влијанието врз животната средина на регионалната депонија за цврст отпад. Според студијата, предвидено е централната постројка за собирање и преработка на отпадот да биде лоцирана во општина Свети Николе, а во Окочани, Штип и Куманово да се изградат главни претоварни станици за комуналниот отпад. Започнуваат конкретните активности за реализација на проектот за интегрирано управување со цврстиот отпад од источниот и североисточниот регион на Македонија, чиј составен дел е изградбата на така наречена регионална депонија. По изготвувањето на студијата за влијанието врз животната средина од практичното функционирање на објектите на терен, започнаа и јавни расправи во 4 градови од регионите, меѓу кои е и Кочани. На презентацијата и расправата што се одржа во салата на Советот на општината, беше речено дека предложениот систем треба да обслужува два региони со вкупно население од околу 370.000 жители, кои годишно генерираат над 112.000 тони отпад. Се планира отпадниот материјал од домакинствата и фирмите да се собира на општинско ниво и да се транспортира до 3 помали мобилни претоварни станици, што ќе се лоцираат во Каменица, Берово и Ранковце, и 3 поголеми стационарни станици во Кочани, Штип и Куманово. Потоа собраните количини ќе се транспортираат до главната постројка за управување со отпад, што треба да се изгради меѓу селата Мечкуевци и Арбашанци во општина Свети Николе. На јавната расправа во Кочани беше представен и дел од начинот на кој ќе се третира отпадот. Овде имаме прво прием на отпадот, па се врши негово мерење и запишување, па се преминува на механички предтретман, каде што сите опасни состојки се отстрануваат со помош на сечење, сепарација со помош на сита, каде што крупните делови остануваат на ситото, ситните делови преминуваат преку ситото и се отстрануваат и се врши преработка на метали. Потоа, ваквиот сепариран отпад преминува на негов биолошки третман, каде што се врши созревање на отпадната маса. Проектот за интегрирано управување со цврстиот отпад во источниот и североисточниот регион започна пред неколку години и е во најнапредна фаза во однос на другите региони од државата. Се работи за инвестиција вредна 40 милиони евра, што ќе се реализира со пари од фондовите на Европската Унија. Со реализацијата на целиот проект, што се планира да заврши до 2020 година, треба да се подобри и осовремени начинот на собирање, селекција, третман и рециклирање на отпадот, како и негово безбедно отстранување според современите методи, што веќе се користат во земјите од Европската Унија и останатите развиени држави во светот. Пензионерите од село Драгобраште, Виничко, бараат реактивирање на постоечкиот здравствен пункт во селото. За најмала лекарска интервенција, тие патуваат по 10 километри. Околу 180 пензионери од Виничко Драгобраште бараат активирање на постоечкиот здравствен пункт, кој не е во функција цели 13 години. Жителите на ова село од разбиен тип се принудени за било каква лекарска интервенција да плаќаат такси и трошоци до градот и да поминуваат цели 10 километри. Селската амбуланта е градена уште во 1950 година и тогаш била во функција на сите околни села. До денеска амбулантата е затворена и населението од нашиот крај издржува здравствена казна во однос во трајност од 13 години, затоа што амбулантата ни стои затворена. И сите пациенти се изложени на патни трошкови до Виница, идење и враќање, губење на време. Да се изнајде начин во Драгобраште да постои лекарска екипа за вршење на здравствени услуги и тие се две единствени села, Драгобраште и Лачи, кои стануваат без лекарска екипа. Тука сме пензионери околу 162 пензионери и плюс стари, самци изнемоштени луѓе. Пеклен интересно ги посетува лекар со медицинска сестра, а еве каде е Драгобраште, а пат оди за Трсно преку Драгобраште, а овдека немаме здравствени услуги. Овој проблем постојано е на дневен ред и на Виничкото здружение на пензионери, кое во неколку наврати писмено и устно апелираше до надлежните институции. Ние неколку пати разговаравме и со Дом за народно здравје, и со градоначалникот, со локалната самоуправа. Има некое решение, меѓутоа не е доволно за сега, затоа што нема доволно лекари
во неколку населени места, како Драгобраште, Лаки, па сега и Трсино. И така да тоа е прашање што стварно треба да се решава. Да се признават трошковите за лечење на сите стари луѓе над 65 години. Од Здравствениот дом Виница потврдија дека селата Лаки и Драгобраште се единствени кои немаат активирано соодветен лекарски пункт, но старите лица и пензионерите имаат редовна контрола од страна на руралниот доктор. Меѓутоа се прават напори соматичниот лекар во Трсино и Пеклани за превземање на пациентите во село Драгобраште. И покрај пензионерите не помала потреба од реактивирање на пунктот имаат и останатите жители, пред се имајќи го во предвид фактот дека во селото работи и деветолетка во која учат 120 ученици. Дводневна работилница за подигање на нивото на медиумска писменост кај граѓаните се реализира во Кочани, а носител на проектот е Сдруженијето Концепт Плюс од Скопје. Целта е да и се помогне на јавноста да разликува вистински од лажни вести, односно пропаганда или маркетинг во информативните содржини. Сдруженијето за развој на предприемништвото и туризмот Концепт Плюс во Кочани реализираше дводневна работилница како дел од проектот за јакнење на граѓанскиот активизам преку медиумска писменост. Се работи за кампања со која треба на граѓаните да им се помогне да ја препознаат разликата меѓу вистинската вест и манипулацијата, односно дали во некоја информација на медиумите има политичка или друг вид пропаганда. Сакаме граѓаните да ги едуцираме, да им покажеме дека пред него што донесат став или мислење за некоја работа, дека треба да се информираат од повеќе извори, заради тоа што многу често се подгледнуваат на работи кои се лажни вести и ги креираат негативно мислење поврзано со одредена работа. Целната група е од 18 па нагоре. Идејата ни беше да се вклучат што е можно повеќе луѓе. Очекуваме сега на обуката да се појават голем број на луѓе кои се заинтересирани, да се повеќе да дознаат за медиуми, а понатаму и за граѓанскиот активизам. Тоа, како што реков, ќе биде дводневна обука која ќе се случува денес и утре. Една од целите на проектот е да се развијат локални акции и планови во секој град за поединечно решавање на тековни проблеми или предизвици што се од интерес на локалната заедница. Во реализацијата на проектот, Сдруженијето Концепт Плюс има и печатен медиум како партнер. Наш партнер во проектов, кој е финансиран од програмата на Civica Mobilitas, е дневниот вестник Слободен печат, и една од целите е да ги на луѓето да им покажеме дека треба да читаат и да се информираат од повеќе извори, не само од социјалните медиуми, дека треба да читаат вестници, да гледаат телевизија, да читаат магазини, книги, со цел да стекнат мислење за одредена работа која е важна за нив. Зошто е оваа кампања и овие тренинзи ги правиме? Заради тоа што бевме сведоци колку тоа влијаеше врз изборите за претседател во Америка и гледаме дека тоа и покрај тоа што помина неколку месеци, да не кажам повеќе од 6 месеци од претседателските избори, повторно се актуализира таа тема и се бара начин како сето тоа да се спречи, да не се дозволи креањето на лажните вести да влијаат врз работи кои може да имаат големи последици врз граѓаните. Работилницата за јакнење на граѓанскиот активизам преку медиумска писменост што се одржува во Кочани е последна во реализацијата на проектот. Претходно слични активности имаше и со граѓаните од Струмица, Охрид, Гевгелија, Гостивар и Штип. Како завршница на целиот проект, предвидено е да се одржи конференција на која ќе бидат објавени резултатите, а представниците од медиумите и од невладините организации ќе можат да дебатираат за медиумската писменост во Македонија. Селото Прибачево ќе добие собствен урбанистички план. По изработеното техничко решение и организираната презентација и јавна расправа што се одржаа минатата година на седницата на Советот на Општината што треба да се одржи идната недела, треба да се донесе одлука за усвојување на планскиот документ. Привршува постапката за донесување на урбанистички план за селото Прибачево што започна пред 2 години. Предлог планскиот документ беше изготвен во април минатата година, а за што од буџетот на општината беа обезбедени околу 350.000 денари. Конечно, документот треба да биде усвоен од страна на Советот на општината. За да добие полноправна важност, советниците на седницата, што е закажана за идниот петок, треба да ја потврдат веќе завршената постапка, во која беше организирана и презентација и јавна расправа за планскиот документ. Деталниот урбанистички план за Прибачево го изработи фирмата Билд од Скопје,
која според проектната програма што требаше да ја следи, една од главните цели беше создавање на поквалитетни услови за живот на жителите, како и услови за побрз економски развој на селото. Со тоа треба да се овозможи и создавање услови за изградба на нови стамбени деловни објекти, како и намален број на дивоградбите. Дополнително треба да се овозможи зачувување на животната средина, со тоа што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот во населбата. Директни корисници на резултатите од целиот проект се близу 400 жители на Прибачево, кои имаат потреба од поквалитетни услови за живот, но и селените лица, претежно во Кочани, кои што во селото се уште поседуваат своји имоти. Површината на планскиот опфат изнесува 20 хектари, а границата на опфатот ги представува парцелите во кои веќе се изградени објекти, односно таа се движи по границата на катастарските парцели и постојните полски патишта. Со урбанистичкиот план е определена и намената на земјиштето и градбите, како и соодветно решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа и на целата комунална и телекомуникацијска инфраструктура. Општина Зрновци ќе добие регионален етнопарк. Неговата изградба ќе започне следната недела. Општина Зрновци наредната недела ќе започне со изградбата на регионалниот етнопарк, како една од интересните занимливи понуди за посетителите. Центарот за развој на Источниот плански регион објави тендер за изведувач што ќе гради првата фаза од овој туристички комплекс, кој ќе ги поврзува општините од Подплачковица. Со проектот е предвидено да се заштити културното и етнолошкото богатство по течението на Зрновска река. За реализација на првата фаза се потребни 2,6 милиони денари, средства кои што Источниот плански регион ги обезбеди од програмата на Бирото за регионален развој. Општина Зрновци во овој проект учествува со сопствени средства во износ од 10% од вредноста на проектот. Етнопаркот ќе го отсликува минатото на Зрновскиот крај и населените места под планината Плачковица и ќе содржи повеќе елементи, подзаборавени содржини и исчезнати предмети, како што се фурна за печење леп, казан за печење ракија, бунар, чеза и конска кола, автентични за овој крај. Локацијата на етнопаркот се наоѓа на влезот во населбата до детската градинка и спортските терени. Во спомен на светите апостоли Петар и Павле и на сите други апостоли, в понеделник започнуваат Петровденските или така наречените апостолски пости. Годинава траат 1 месец, затоа што нивната должина зависи од терминот на празнувањето на велите. Од понеделник па се до верскиот празник Петровден, 12 јули, православните верници ќе применуваат едни од 4 редовни пости, кај народот познати како Петровденски или апостолски пости. Самото име кажува дека, за разлика од божикните и великденските, кои се посветени на Исус Христос и богородичните посветени на Пресвета Богородица, овие се во спомен на светите апостоли, што беа ученици и го ширеа христијанството по смртта и воскреснувањето на Исус. Петровденски се нарекуваат затоа што се посветени на апостолите Петар и Павле. Првиот во својата мисија, покрај другото, практично ја оформил црквата како институција на земја, а вториот со своите проповеди го проширил христијанството низ целиот свет. Свештениците апелираат дека освен на телесниот пост и воздржување од храна, потребно да се посвети внимание и на духовниот. Целиот живот на вистинскиот христијанин представува еден вид на пост. Значи, не треба ние да ги сватиме, ајде да речеме оној период кога што е благословено да се конзумира секаква храна, кога немаме нели забрана од страна на Светата црква, дека во тој период ние треба да се оддадеме на непорочен живот, нели да ги задоволуваме нашите анимални нагони и нашите страсти и да мислиме дека еве сега доаѓа период на пост, ние ќе се очистиме, ќе се покаеме, бидејќи таквиот начин на размислување и таквиот начин на делување представува еден школски пример, да речеме, на шизофренија, бидејќи доколку се гледа психолошки, нели од онаа страна на антропоцентричната психологија и секако на христоцентричната, секој човек е шизофрен, бидејќи гревот е последица на секоја болест, а шизофренијата представува расцеп на личноста, бидејќи ние сакаме и да живееме со Бога, а од друга страна сакаме да удоволуваме на своите страсти. Правилото за петровденските пости е следново. Понеделник, среда и петок се пости без масло. Вторник и четврток е дозволена употреба на масло и вино, а сабота и недела е дозволена употреба и на риба.
Арсовски додава дека од година во година се поголем број млади луѓе се одлучуваат да постат и доаѓаат да се консултираат со свештениците околу правилото за пост, како и за исповед. Во христијанската традиција се смета дека целта на постот е прочистување на телото, зајакнување на волјата, воздигнување на душата над телото. Следува информацијата од спортот. Согласно утврдените промени за надпреварувачката сезона 2017-2018 година, во Македонија ќе фигурираат две втори фудбалски лиги, источна и западна, со по 10 екипи. Сепак, непознато е дали дел од тимовите што се пласираа ќе се надпреваруваат поради висината на сумата за котизација што ќе треба да ја платат. По комплетирањето на надпреварите од редовните кола во првенствата и баражите на четврто пласираните екипи од третите фудбалски лиги, веќе се познати имињата на новите второлигаши. Како што е познато од оваа есен, во Македонија ќе има само две фудбалски лиги во кои ќе се надпреваруваат по 10 клубови од источниот и од западниот дел на државата. Една од причините поради кои Фудбалската федерација на Македонија се реши на ваквите промени е подигањето на квалитетот на лигата, но и вклучување на подобрите екипи во повисок ранг на надпреварување. Ваквата определба го потврдува и прегледот на имињата на екипите кои влегоа во втората лига Исток, например, каде клубовите се со долгогодишна традиција и сите имаат сериозно искуство и во прволигашкиот фудбал. Списокот на клубовите покажува дека конкуренцијата во втората фудбалска лига Исток ќе биде силна, што значи дека ќе треба да се игра поквалитетно, а тоа пак да привлече што повеќе гледачи на стадионите. Сепак, уште на самиот крај на првенството во третата лига се појавија дилеми дали и покрај пласманот во второлигашкото друштво некои од екипите на вистина ќе се надпреваруваат. Главна причина за тоа се финансиските потешкоти со кои се соочуваат управните одбори на дел од клубовите, а се споменуваа и проблеми со играчкиот потенцијал. Колку за подсетување, досега котизацијата за учество во втората лига изнесуваше 8.000 евра, а годинава најверојатно ќе биде и повисока. Една од причините за тоа е што клубовите во лигата ќе играат според нов 4-кружен систем на надпреварување, што значи дека ќе имаат двојно повеќе одиграни надпревари отколку досега. Поради тоа, главното прашање е дали тимовите ќе можат да ја платат котизацијата за учество и да ги покријат трошоците за надпреварите, што ќе бидат далеку повисоки отколку во третолигашкото друштво. Почитувани, со спортските вести и со прогнозата за времето го завршуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.